Здраво, здраво! Здраво! Здраво, наставничке! Како сте? Добро, Супер, како сте вие? Добра, благодарам. Добар ден на сите ученици и на сите наставници, родители, баби, дедовци кои што во моментот ја следат вашата програма. И сега време е за 2 часа граѓанско образование. Да. Ке учиме нешто со учениците од 8 и од 9 оделение. Нешто што е развојно, што можеме да го користиме и во 8 и во 9, меѓутоа да биде со различни цели. Да. Можеме на слайдшоу да пуштиме. Така. Ке зборуваме, значи, ние одиме тековно како што е наставната програма. По редоследот на нештата во наставната програма религијата во општеството. И религијата ќе обработуваме и во 9-то оделение со малку по различен начин. Вие ќе ми помагате. Помага и учениците од моето училиште и ќе видиме како се тоа ќе го доживееме и обработиме. За да објасниме на кој начин во граѓанското образование се доживува религијата, треба да ги имаме општите цели на предметот. Односно, во него всушност вели да ги осозна и да ги прифаќа различностите во едно демократско општество и потребата од меѓусебна толеранција. Тоа е една општа цел за изучување на граѓанско образование. Исто така, да ја сваќа улогата на религијата во демократското општество и потребата од верска толеранција во едно мултикултурно општество, како што е нашето и како што се најголем дел од општествата во светот воопшто. Затоа што скоро и да не постои општество во кое што има само една култура. Што всушност ние очекуваме од учениците од 8 оделение? Очекуваме ученикот да ги знае спецификите на различните религиски заедници во своето обкружување. А ги имаме многу во нашето обкружување. Очекуваме да комуницира со припадници на различни религии и да демонстрира примери на прифаќање на религиски другиот. Сега ако се сеќавате, минатите часови ние учевме за социјална одговорност, учевме за предрасуди и стереотипи, учевме за медиуми, па за влијанието на социјалните медиуми, за сајбер насилство и така натаму. И сето ова некако оди во корелација. Пред некое време неделави ви гостуваше и председателот на државата кој што зборуваше за детските права. Тие се дел од човековите права, значи цело нешто кое што ќе биде интегрирано во контекст на граѓанското образование. Што значи религиски другиот? Како вие го доживувате тоа? Да демонстрира примери на прифаќање на религиски другиот. Ова на прво што ми текнува е да ги почитуваме празниците на другиот и да му ги честитаме празниците кои што тој ги слави и цени така натаму. А кога зборуваме за луѓето што не се религиозни, дали се и тие религиски други? Да, апсолутно тие треба да се почитуваат тие луѓе, затоа што и тие луѓе одбрале да не веруваат во ништо, односно да не имаат некаква религија, да не се припадници религија и тие исто така треба да се почитуваат. А мислам дека тие најмалку се почитуваат кај нас наставнички. Ќе зборуваме во 9-то оделение кое ќе обработуваме содржината за во тој контекст за религиски другиот, што значи и дали луѓето имаат право да припаѓаат и да не припаѓаат на ниту една религија. И сега, поимите кои што ние денеска ќе ги обработуваме е се религија, верски заедници, културен идентитет, секуларизација, атеизам и толеранција. Како разбирате како поим религија, што значи? Па, религија е да се верува во еден Бог, во еден Бог, кој што во еден мора? Па не, генерално верување во нешто. Верување во нешто и сето тоа подразбира не само верување, туку мисли и ставови и различни обреди кои што се прават, објекти, храмови, ритуали и така натаму, кои што се врзани за одредена заедница, верски заедници исто така, културен идентитет. Па тоа е нешто кое што обкружувањето или општеството во кое што живееме го остава некаков специфичен некаква специфичност во однос на одредена религија. Така што
или Во друга. живењето не мора да значи на религијата. Во едно општество може да имаме припадници на различни етнички Така, заедници, да. но и на различни култури, затоа што во рамки на една етничка заедница имаме повеќе различни култури. Секуларизација како поим ќе го зборуваме и подоцна, но го објаснивме дека државата и религијата се издвоени со времените општества. Атеизам како поим јасен ви? Не јасен. Добро. И толеранција. Толеранцијата е тоа на кое што треба да обрнеме највеќе внимание. Аха. Не само кон религијска Религијата нетрпеливост, туку и кон етничката нетрпеливост. Да. Така, да бидеме толерантни, значи да ги почитуваме разликите И да ги прифатиме пред и се. да прифаќаме дека другиот има право да има различен став и мислење од нашиот став. Сега, знаевте ли дека постојат околу 10.000 различни религии во светот? Па, сигурно, да. Сигурно. Сигурно. А во историјата, затоа ве прашав дека верување во еден Бог и верување во повеќе Повеќе богови. А во историјата има примери кај што веруваат во многу богови божества и така натаму. И религијата, своите почетоци ги има уште во најстаро време, кога настанал човекот и почнал да верува во различни природни сили. Како се развивале општествата во историјата, така се развивала и историјата, односно се развивала и религијата. Имало некаков, да речеме, врнело дожд и на луѓето не можело да си го објаснат тој феномен на врнање дожд и мислат дека постои некаков бог кој што им дава дожд. Така? Така. Па верувале дека постои некое животно од кое што потекнува целиот нивни род и така натаму. Да. Кога религијата има најголемо влијание врз општеството и ги диктира општествените норми, во кој период од историјата? Што мислите? Мислам дека е тоа во ако не и денеска. Денеска за жал. Во средниот век. Во средниот век е највеќе, Во каде средниот век, што најизражен. најбиле рестриктивни мерките кон оние што не верувале, кон оние што верувале различно. Така. така Дури натаму. религијата ги поставувала на некој начин под наводници, нели, и научните тези кои што требало да Дури се и веруваат. сакала да ги негирала научните тези што така. некои ги поставувале Да, исто така. така. Верувањето во повеќе богови, она што го споменавме, се нарекува политеизам. Во еден бог е монотеизам, а неверување во божества атеизам. Колку да си повториме. Во нашата држава постои комисија за односи со верските заедници и религиозните групи која е посебен орган на државната управа, значи тоа е нешто што постои, што треба учениците да го знаат. И сега религијата како право. Слободата на вероисповед на граѓанинот е една од темелните вредности дефинирана со уставот на нашата држава. За прв пат како право се третира во Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот после Француската револуција во 1789 година. А се дефинира и во Универзалната декларација на Обединетите нации, во членот 18 се вели дека секој има право на слобода на мисла, совест и религија. Сега, емпатија и толеранција кон религијски другиот. Ние сега, значи денеска е 23-ти, се наоѓаме измеѓу два најголеми празника на две различни религии кои што постојат во нашето општество. Го прославивме Великден како празник, а од утре следуваат рамазанските пости, односно светиот месец на муслиманите. Се нашите учениците од моето училиште направија едно видео за великденските празници, имајќи ја во предвид инклузијата и толеранцијата кон религијски другиот. Да го пуштиме видеото еден, да видиме на кој начин учениците... Само момент. Да се спуштиме долу. Енчо. Добро. Го стиснавме? Добро. Во фолдерот. Прво ќе го видео еден, да. Добро, одлично.
само гласот ни е потребен многу. Педагогот и дефектологот. Ви посакуваме многу здравие, среќа и љубов од еден поразличен агол кога сите сме дома. Среќен празник и останете сите дома. Колку убаво. Много убаво. Еден невообичаен начин на честитка за Великден, кој што патија нашите ученици, заедно со дефектологот на нашето училиште, се подготвува да им честитат на сите, вклучувајќи ги и лицата кои што се со посебни способности, за да можат да разберат честитката. И ние бевме многу среќни кога ја видовме оваа честитка, беше изненадување. Тие од нивните домови на знаковен јазик научиле како да им порачаат на сите честит Великден. Сега, со оглед на тоа што нашите ученици од искуство, нели, најчесто религијата ја поврзуваат со одредена етничка заедница, а не е така. Значи, одредена етничка заедница има припадници на различни религии. Од тие причини, нашите ученици, кои што се, значи, моето училиште е двојазично, на албански наставен јазик во село Страчинци, ни подготвија честитка за Рамазан, сега видео 2 ќе го вклучиме, во кое што се кажува на повеќе различни јазици. Wishing everyone a happy Ramadan. بنعت بنيت لرمضان. Ich wünsche für alle einen fröhlichen Ramadan. موين رمضان أجرهم سمت ليت. مبروك على شهر رمضان. Čestitki za svetiot mesec Ramazan. Bahtalo Ramazan. Benvenuto mese benedetto del Ramadan. Dicelo facile. Ramazan ayımız mübarek olsun. Umarım her zaman gibi bol neşeli ve aşkla dolu geçer. Одлично. Им благодарам многу, значи ја подготвија специјално за утрешниот свет месец кој што почнува, нели утре почнуваат поста, рамазанските пости, каде ни е презентацијата. 23. Презентацијата беше ова? Да. Да. Ќе одиме. Овде вака. Ајде. Кај стигнавме? Видео 2. Тука сме. Ева, вака ако. Добро. Сакате? Да, може. Која е задачата за учениците? Оно што тие треба да го направат за дома, може да го прават и другите ученици од 9 оделение, да изберат 2 религии, по избор нивни, нели? И да ги истражат нивните основни карактеристики. Символи, свети книги, храмови. Да изработат презентација и таа да ја споделат со другите ученици. Тоа ќе биде, нели, виртуелно, преку програмите кои што ги користиме за настава. Потоа да отворат дискусија за сличностите и разликите на секоја од презентираните религии. Што би дискутирале? Каква е улогата на религијата во современото општество? Значи, на некој начин, по имите кои што ние ги разработивме, и толеранцијата која што треба да има општеството кон религиски другиот и покрај тоа што е секуларно, нели, треба да има почит кон останатите, колку истражувањето на религиите ви овозможи да се запознаете со религиите на културните етничките групи во нашето општество и тие треба малку подлабоко да навлезат во истражувањето. Учениците со ова истражување исто така ќе се огледаат дали имале некакви предрасуди и стереотипи во однос на некои религии, што ги има во културните групи во нашето општество. И на крајот, она што е најбитно, бидејќи однесувањето ни е многу важно во граѓанското општество, дали има промени во нивните мислења и ставови за различните религии, откако ќе ги запознаат поблиску со сите нивни карактеристики, че запознавањето не води кон почитувањето. Благодарам. Супер. Завршуваме со часот за 8 и продолжуваме со часот за 9. Да. Пауза.